а социјалната помош ми ја исклучија 2013. Штере Атанасов, дипломиран социјален работник е, он нече да ми ја врати и решењето нече да ми го дајат. На мојот сопруг Китаровски Пирошо е покоен, починат, бидејќи и 3 години краната му исклучи, поради се бранит поради син ми Китановски Николти што бил вработен. Дали син ми да гледат за неговата душа да ранит, али наслова семејство сите да ме ранит. Како мајка 5 малолетни деца ги школувам, немам никакви услови за 2700 динара, а сега 7 години не земам ни социјална помош, не земам ни крана. Кои ќе чуват, кои ќе видат кумани луѓе, идат што ќе можат донират и од цркви, и од сегдека, а социјалната помош и државата мене ме опрли на улица. Шо треба, тетрат ке едно друго све, директорката, педагогот, психологот, све они им помагат. Имате и деца со епилепсија? Да, Петар се викат, 600 делени ми е. На 37 со 5 мене страшно ми работат. Онако му се влоши со сојбата, тешко е за некој. Прво за него, па после за мене. И мојата состојба не сум ја. Еве, се млачам со теринна жлезда, пијам од 150 мг етурокс, пијам од 240 веропамил, пијам за жолчката, еве чекам, не можам да ги смирам кормоните, па да се оперирам. Немат кај да спијат доволно, немат ни кревети, немат никакви услови за живот, ни хигиена, немам ни огрев, немам ни ништо. Мене ми е, го изгубив што ги изгуби сопругот, али мене ми е радост децава да не ги изгубам. Тоа е. Кај спијате сега? Вие спиете тука, децата други кај спијат? Двете со мене спијат. А другите? Другите на тој кревет, едно девојчето тука спиет, 2 кревет има таму, 2 во другата, черката остајана што е со двете деца. И таа е со вас тука? Да. Нема услови за живот, нема. Цела куќа е расформирана, разрушена. Значи двете ми се мажени, едната ми е во Кумано мажени, има 3 деца, другата ми е во Радовиш, а во Скопје тука живеат, под Кирија живеат, значи. Со сопругот година и пол со зетот. Што да прават, толку имат услови, кај ќе најат и тој припатно и работи, она и те работи. Ама дали за неце, дали за мене, каде? Киријата е тешка, не може да плати де вода, де струја, де џубре, де кирија, нема услови. Еве син ми нешто се почна таму да го гради, што го седи тоа, нема услови што да го направи таа син. Нема. Дали за татко му се 1000 евра се задужи од негови колеги, па треба да ги врати тие пари за погребот. Добро, и што јадете? Ништо, лепчи маргаринче, што ќе даат Господ тоа. Секој ден лепи маргарин? Да, сега еве ги без дужинка одат, секој ден без дужинка децата мои. Дали толку оваа држава не се заинтересира за ова семејство? Да нешто су направила, нешто што вика да су онадила, со камена човека си го тајпали, со нешто за ова семејство барем че имаше грепи и жал. На Богородица. Све синко, еве гледате како е разрушено, распаднате, како прво врати немат ни кров од скапање. Кога врне тече, црав ми е. Тешка е нашава судбина и тешка е ова. И што им викате на децата да учат? Да учат, да се образоваат, а синко, а со што да учат? Дели дојце на книга, што дека се на книга? Едно викат маба денеска јало ова, друго јало она. Сега немаме компјутер, немаме телефон. Требало преку интернет и не знам што требало да учат, ама компјутери имале школа. Требале тие да им ги пратат преку другарчина, па да го учат и тоа. А кога немам условија, кај да го најдат тоа? А какви ученици се? Па не се ни да кажа ни многу добри, значи не се ни лоши, не се ни онакви, задоволни се наставата, не се ни проблематични, еве има све што се овде комши, сите ги знаат. Дома си седат, не ги пуштам да се движат по улици, вамо таму проблеми да ми прават. Се мисли за командари, добри се ученици. Имате маки со жолчката? Да, со жолчката. Треба да се оперирам, а немам услови, ми кажуваат кога идам на лекар,
Ми викаат дека не ги смириш хормоните за жлездата, а сошто да се смира секој ден кога децава барат да јадат, да пијат, гледат како се носат другите, а овие немаат какви услови да носат. И што правите кога ви речат така? Мене срце ми се распаруваат. Кога ќе речат, мамо, во школа ме тепат, ме закачат и ми вика, татко, немаш. Ја вика, маме, еден ден ќе дојде и то. Многу има безобразни деца што ги закачат. Апел давам до сите кумани граѓани и сите, и припатни државни фирми, барем да се најдат, ова со обичај што го понадија, 2 подрумчи нема доле да се направат. Нешто се дајат, 6 сина се, не еден, 6, или да, како стано што ми го зедоа, барем да им купат плац на некое место, на друго место на ќе им тргнат, некој души нека ги тргнат насрана или некој стан нека им дат. Апелирам до државата, на ќе идете во секаков сусрет. И во добро и во зло да бидеме заедно. Прва бев, ама сега паднав на долна цена. Све од нервози, све од сикираци, све од стресови. Ете го изгубив и сопругот. И себе многу е тешко, а сега. Сама мајка да ги гледат овие деца. Не е